Годишните одмори кои ги испразнија домовите во Штип се одлична мета за кратците. Покрај кражбите не изостануваат ни измамите со пари, накити, дрва, во која најголем број од измамените се повозрасни лица. Зголемениот број на измами кражби на подрачјето на секторот за внатрешни работи Штип за време на летниот период ја алармираше потребата од едукација на пензионерите од општина Штип и Карбинци како да се заштитат од ваквите појави. Ги едуциравме пензионерите како да се заштитат од така наречените лица кои имаат догодено сообраќајни незгоди, па или не ги познаваат банкнотите, обично евра им бараат да им донесат, да ги покажат на сторителите на измама. Исто така и во овој период имаме измами. Во изминатиот период сме имали измами околу купопродажбата на дрвата, значи ги доведуваат во заблуда за пензионерите дека за ефтина сума ќе им дадат дрва, пред тоа барајќи им пари дали да ги тие дадат на шумарот да платат за дозволата, дали камионот останал без гориво. Ваквите работилници, чија цел е подигање на свеста кај повозрастните да не прифаќаат лесно понуди од страна на непознати луѓе, е повеќе од корисна за пензионерите. Ја мислам со овие трибини што ќе се одржат и ќе биде намалено тоа нападот на луѓето кои се пензионери и стари изнемошци. Ќе помогнат, многу ќе помогнат бидејќи наседнуваме на такви работи. Некој ни излаже нешто и ајде, ми се поверуваш, а не треба да веруваме. Исто така голем е број на случаеви кога повозрастните лица се и физички нападнати од страна на кратците. Имавме во Стопанска банка на една учителка ја изграба, дури падна жената. И ташна и се изима и немаше наоколу помош. Што значи треба да има заштитници околу такви објекти. Дали полицајци или избацувачи, затоа што немотни сме веќе во моментот да се снајдеме. Исплашеме се и не можеме да се снајдеме како да се заштитиме. Секторот за внатрешни работи Штип ќе одржи едукативни работилници и во останатите клубови на пензионери на подрачјето на Штип и Карбинци како дел од проектот Полицијата и граѓаните заедно.